не можевме да не те вклучиме. Тина, добро утро од Скопје, добро утро од Телма телевизија, добро утро од мене и целата екипа. Ти благодарам од се срце што утрово повторно од Ливеркузен, Германија се јавуваш. Пред се да ги поздравиме сите на Телма, ама и да дадеме и аплауз. Јас точно знаев дека ова ќе биде успешен твој среќен роден ден. Уште еднаш честитки за роден денот, 21-тиот роден ден, мислам дека ја доби најдобрата роденденска честитка и подарок. Да, здраво Марко, добро утро на сите македонци што не гледат во моментот. Ете и мене ми е премногу што можам да бидам дел од вашата емисија повторно во утринската на Телма. Ете еден голем поздрав до сите и да, навистина подобар подарок не можев ни да замислам. Знаев, по експресијата само нели поради почитувањето на тие некои авторски договори кои што ги имавте, јас точно нели се реков окей, мора да молчам, ама знаев дека едноставно знаев, чувствав длабоко во себе. Не знам што се случува, меѓутоа растури девојче, мислам брилираше максимално на сцената повторно во овој battle round кој што се случи заедно под раководство на твојот ментор Нико. Сега ќе имаме прилика да погледнеме дел од овие неколку убави видеоклипови кои што кружат нели се со цел некако да се сподели. Ќе дадам простор сега да си ги поздравиш гледачите и да кажеш за успешното надминување можеби на таа следна рунда, battle round, тоа е таа нели втора рунда во The Voice of Germany или Гласот на Германија и изведбата на одличните Walk This Way на Aerosmith. Дали не слушаш? Да, супер. Да, навистина ми беше една огромна чест и задоволство што имав можност да отпеам баш таа песна. Беше еден голем челендж за мене, искрено, затоа што никогаш не очекував дека ќе дојде момент да ја пеам баш таа песна и од секогаш е била, сум ја гледала како нешто тешко за мене и ете, со самото тоа што никогаш не би се осмелила ако не беше Voice да седнам и да ја научам. Баш за тоа беше интересно чувство, интересно искуство и ете еден интересен момент кога дознавме која песна ќе ја пееме. Самиот тој шок беше интересен за сите гледачи, а и интересен и за нас. Само за тоа неочекување на таа песна и самото доловување на самиот настап, на самиот крај, самиот производ беше доста интересен и баш според мене доволно добар за тие неколку денови кои што ги имавме да го спремиме самиот батл. Да, дали смееме сега да откриеме од првиот настап до вториот колку време помина можеби да се реализира, да речам, таа епизода или тоа не смееме да го споделуваме? Јас не смеам да кажам колку точно време помина измеѓу, но можам да ви кажам дека имавме околу 4 дена да го спремаме самиот настап. Фактички првиот ден, да кажеме, првиот ден ја добивме песната, првиот коучинг беше првиот ден, а имавме 4 дена до самата реализација и самиот настап на Voice. Така да имавме 4 дена од дознавањето на песната да ја спремиме. Да, оние кои што може и малкумина знаат, и јас го открив всушност нели пред некој извесен период кога јас имавме едно убаво интервју, дека од почетокот на годинава, практично од месец февруари, па се до декември практично ќе трае цела оваа твоја турнеја низ нели Гласот на Германија, кога да им откриеме на гледачите всушност се пријавуваш, никој не знаејќи, на нели поголем дел оние кои што нели те познаваат, не знаејќи влегуваш да речеме во тие први 3 елиминарни кругови, каде што имаш ти практично шанса да нели да си го покажеш својот талент, и потоа е онаа епизода каде што те гледаме нели со изведбата на Jessie J и Do It Like a Dude на синглот. Така што од февруари до сега тоа се доста месеци работа и да се биде дел од шоу кое што има баш ќе кажеме строги правила и критериуми за почитување на тие авторски договори. Да, баш така, мислам пред да ме видите на таа сцена, јас поминав околу 7-8 елиминации, околу 7-8 селекции, кои што морав да ги поминам за да стигнам до самата таа сцена. Беше искрено напорно, ама беше убаво, затоа што кога имаш цел пред себе, без разлика што носи самата цел, имаш желба да го направиш тоа, па макар било и најтешкото. Кога сонуваш за нешто, сонот е за тебе најважното нешто и одиш по него. Да, после беше првата аудиција, сега дојде и втората и сега
Следува третата. Следува третата, така е. Меѓу другото, многу убаво кажа мојот колега Боби зад камери, кога вели со цело срце, со љубов пееш. Мислам, тоа се гледа, се забележува и претпоставам дека и оттаму, не само талентот кој што го поседуваш, мислам дека целиот тој пакет од тоа што го носиш, затоа имаме резултат сега да имаш и повторно една победа своја лична, да одиш во следната фаза на надпреварувањето. Поточно сега ова е втора фаза, тоа да им појасниме на гледачите. Самоуверена изведба на, како што кажавме, Walk This Way од Run DMS и Aerosmith. И вистина, рамо до рамо имаше прилика да се надпреваруваш на сцена со уште две твои пријателки и колешки, нели, во ова патување ваше лично на гласот на Германија. Бидејќи, нели, не секој вешт нели да го разбере германскиот јазик, меѓутоа овој пат го освојуваш местото во тимот на твојот ментор Нико Сантос. Сега, тоа значи дека од сите три дами кои што ја изведувавте Walk This Way, ти беше избраничката на Нико и одиме сега на следна фаза, која што би била, здравје Боже, што? Да, јас бев избрана за следниот круг. Следниот круг се Team Fights. Team Fights е последен круг пред полуфиналето, така што доколку ја поминам и таа фаза, после тоа следува полуфинале и финале. Team Fights се битки со другите тимови. Фактички сега се боравме во кругот на тимот, јас например се борав со уште две кандидатки на Нико, а во следната рунда се бориме веќе со другите кандидати. И треба да го штитиме нашиот тим и нашите луѓе во тимот против другите фактички. Тоа се значи 4 или 5 тимови од целата жири комисија? Тоа се 4 тимови вкупно. Се бориме за Red Hot Seats, се бориме за тие црвени Hot Seats. Има од 12 луѓе влегуваат 4. И тоа е принципот на кој што се одвиваат. Си правиме челендж едни на други, одиме едни против други и на крајта остануваат четирите кои што во таа епизода најмногу се покажале или луѓето гласаат за нив, затоа што во Team Fights веќе не гласаат жирито, него гласаат стотина All Stars, пошто сме 15-та сезона за многу луѓе кои што не знаат. Сме 15-та сезона, имаме All Stars кои што се надпреваруваат со нас, кои што го прави самиот тој надпревар многу потежок него на нормалните сезони. Самата таа јубилејна сезона си носи своји работи со неа, како и например All Stars. Исто така во третиот круг, во последниот круг пред полуфиналето, исто така ќе гласат All Stars, други All Stars, за кој ќе ги добие тие 4 hot seats. Значи сега, ако добро разбрав, 12 мина кои што сте избрани во следната рунда од тие 12 4 финалисти, или грешам? Има вкупно 36 моментално, ќе има 3 епизоди, од сите тие 3 епизоди ќе има по 12 луѓе кои што ќе се надпреваруваат и од тие 12 луѓе само 4 луѓе ќе влезаат во полуфинале, што значи вкупно на крај ќе останат 12 луѓе во полуфинале, а за финале мислам дека ќе бидат околу 6. Значи сега дека си во, да речеме, некое, не супер финале, ама си во тесен круг пред финалето со други 36 кандидати. Од вкупно, колку пријавени имаше некоја бројка, чисто да споделиме за јавноста, колку имало пријавено, можеби, не знам, јас официјална бројка, сега да не лажам, ама нешто слушам околу 20.000. Вау, секоја чест. Благодарам. 20.000. Јас кажав на колегите дека во моментот не престануваш да даваш интервјуа и за тамошните германски медиуми. Пред некој период имаше прилика да дадеш и за Deutsche Welle, и за Малбилион или други помали, поголеми медиуми, што вистина импонира можеби целата приказна, што и оттаму ја имаш поддршката од целата, нели, фан база. Гледајќи ги можеби, нели, видеата кои што со љубов ги споделуваш и за нашата публика, можам да забележам дека имаш фанови буквално од цела Германија, Европа и светот што го следат шоуто, бидејќи тоа кажав утринава, Германија има 15 годишен јубилеј на ова музичко талент шоу со голема франшиза и
можам да кажам дека баш има едно централно културно јадро во Европа, бидејќи се гледа вистина со традиција долги години. И вистина импонира што можеме да ја имаме Тина Русева на ова патување. Благодарам. И мене ми е премногу мило што има интерес од македонските медиуми пред се, затоа што Македонија е мојата татковина и нормално дека многу ми значи подршката од македонските медиуми, од македонските луѓе, затоа што вие сте мои луѓе и јас си ги сакам сите македонци најмногу. А исто така ми е исто интересно и премногу мило што ја добивам поддршката и од што повеќе луѓе од тука, а исто така и од други држави кои што го следат Voice. Да. Јас и ти говоревме дека самото музичко талент шоу The Voice, гласот на Германија, еволуираше изминатите 15 години, или нормално мора и самото шоу да остане агилно на нови технолошки иновации, во дигитално убаво да се тоа сподели. Јас се сеќавам кога на времето и Рита Ора беше како special guest star во дел од тие изведби таму и така натаму. Може да се забележи брза динамика и темпо развивање во целото музичко талент шоу. Меѓутоа, дали имаш можеби информација што победникот добива, финалистот, доколку го победи на The Voice? Па најглавната награда е самиот тој лейбл договор со продукцијата на Voice, исто така и тоа само спремање на албум кој што ќе биде финансирано од Voice. Така, и потоа претпоставам дека се букираат твои настапи за презентација, можеби за промоција на албумот и така натаму. Да, со самото тоа што застапуваш во нивниот лейбл, добиваш ти спонзорирате еден албум и со самиот тој албум ќе се донесе публицитет, исто така и настапи, ќе добиеш менаџерски тим кој што ќе работи за тебе, со тебе и тоа е главната награда на некој начин. Лелетина, ајде дај Боже. Искрено знаеш дека од се срце посакувам да се случи возможното. Меѓу другото, да не забораваме дека во моментот работиш и на авторска музика. Пред неколку месеци имаше прилика да споделиш Let the Music, тоа е носечкиот наслов или работниот наслов на песната која што е во соработка со чином дека тамошен колега, продуцент, автор. Можеме и за тоа нешто да споменеме, дека работиш на музика, меѓутоа работиш и на македонски сингл, на македонска музика авторска. Би сакал да споделиш за македонската јавност. Да, секако. Мене ми е многу важно да работам на англиска музика, затоа што мислам дека можам многу полесно да се пробијам низ целиот свет. Јас сакам да просперирам во Македонија, но мојата цел свет да слушне за мене, не само Македонија. Па, со самото тоа работам повеќе на англиска музика, но тоа не значи дека не работам и на македонска. Се трудам да работам и на македонска музика, напоредно да стварам и за Македонија, така и за светот. Моментално работам на 2 numери, едната е англиска, едната е македонска, пак има за секој нешто да се пронајде и да ужива. Прекрасно. Секако дека периодот ќе ги следиме твоите работни активности, меѓутоа посетете го YouTube каналот на Тина Русева, може да го слушнете секако и Let the Music. За мене вистина беше изненадување таа убава светска продукција и музика да се слушне. Знам дека минатиот пат беше инхибирана, спречена поради мални проблеми со здравјето, настинки и така натаму, ама те молам од се срце. Знам дека е рано наутро, дали може да ја поздравиме публиката со песната која што не поздрави пред некој период. Една од можеби оние макфестовски хитови. Така штажливо врекна песна. Апсолутно, мислам дека тоа е песна која што е редовна химна во нашите македонски кругови, да речеме, или караоке забави. Така што одиме ние. Еден ден ке молиш, ке ме сонуваш, а баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. Прекрасно. Знаеш дека пред некој период ми вели, Тина, јас знам многу што од мала, а всушност дека си била во делото на автомобилско караоке заедно со почитуваниот Ивце Пивце, всушност од најмала возраст
практично Тина Русева е со музика. Секоја чест, па кога ми откри особено дека твојата мајка ја негува на македонската народна музика уште од времето и дека твојот татко бил, чинам дека од групата Интервали, така зборевме, се поврзавме со Макфест. Практично Тина расте во музика, постојано. Буквално, Тина порасна со музика и јас мислам дека мојата прва љубов од секогаш беше музиката. Пораснав со неа и едноставно секогаш велам дека музиката е некако мојот јазик, дека без разлика каде и да одам, секогаш ја негувам и затоа едноставно без неа и не можам. Прекрасно. Многу љубов, како и секој пат кога си праќаме, вака јавно ќе кажам, поддршка имаш од мене и целата екипа, има и целата македонска јавност, тоа веќе се увери и самата. Ти посакувам убаво патување, чекам следен датум да ни обелодениш кога ќе се случи или следната рунда на Гласот на Германија и се слушаме. Тина, ти благодарам што се вклучи утро во една телма. Ти благодарам и јас тебе, Марко, уште еднаш поздрав за сите гледачи. Ви испраќам љубов овде од Германија и држате ми среќа за финале, И тоа да да се знаеш. надеваме на најдоброто и да се слушаме во што побрзо време. Да, и се надевам дека ќе ни додеш што поскоро во Скопје.